Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Настаните кои го одбележаа денот ги донесуваме веднаш по најавите. Останете со нас. Голем пожар во Велешко. Во гаснењето вклучена и армијата на Република Македонија. Проектите Македонија вработува и трансформација на работното место ги даваат очекуваните резултати. Во моментов Македонија ја има најниската стапка на невработеност. Мобилниот здравствен пункт евидентира зголемен број на превентивни прегледи. Голем пожар избувна во местноста Вика на Уши во атарот на населбата Отовица во Велешко. Силината на ветерот придонесе пожарот да се расшири и да зафати површина од околу 100 хектари. По 4 часа борба пожарот е ставен во мирување. Борова нискостеблеста деградирачка шума, лозија и тутун изгореа во големиот пожар кој 15 минути пред 15 часот избувна кај местноста Вика на Уши во атарот на населбата Отовица. Силината на ветрот, огнените јазли за брзо време ги пренел кон селата до Рутовец и Челошево. Противпожарната единица е целосно мобилизирана со 13-14 своји вработени на лице место и со возилата кои располага и врши локализација и гасење на пожарот. Во гасењето на пожарот се местното население, шумско стопанство Бабуна со своји ресурси и до сега, ево 4 часа од кога интервенира, скоро пожарот можам да кажеме приближно ставен под контрола. По 4-часовната борба огнот е ставен под контрола. Според првичните информации, опожарена е површина од 100 хектари. На терен беа градоначалникот на општина Велеслав Чочадиев, како и претедникот Илија Димовски. За сега успешно се справуваме со ова стихија, меѓутоа мора да нагласам дека има изгорено доста шума, има изгорено доста стрништа, така да пожарот се уште не е потполно локализиран. Очекуваме во наредните часови и да се локализира, меѓутоа е подпомогнат и со ветер. Ги известивме надлежните државни институции, владиниот врв, Министерството за транспорти, врски, Министерството за одбрана, армијата на Република Македонија. Во моментот се прават проценки, ако има потреба, ако не може локалните ресурси на општина Велес и на локалните предпријатија да се справат со оваа стихија, очекуваме и државата преку своите институции да помогне. Последните информации од терен говорат дека пожарот е ставен под контрола, но поради ветрот, вечерва на терен заедно со пожарникарите и вработените од шумското стопанство, на помош ноќва ќе биде и армијата на Македонија. Расте бројот на вработени. Проектите Македонија вработува и трансформација на работното место ги даваат очекуваните резултати. Во моментов Македонија ја има најниската стапка на невработеност. 3570 лица во изминатите 3 месеци преку проектот Македонија вработува го решија својот екзистенционален проблем. Очекувањата се дека бројката на вработување и понатаму ќе расте, бидејќи бенефитот е подеднакво голем и за работодавачите. Тие доаѓаат до работна сила, за која државата ги покрива придонесите во период од 1 до 6 години, зависно со тоа за која категорија невработени се работи. Тој проект од ден на ден вродува се поголеми резултати дневно, помеѓу 50 до 70, па и до 100 понекогаш вработување се реализираат преку проектот Македонија вработува. Во процесот на намалување на процентот на невработени, активно учествува и проектот за трансформација на работните места. Преку овој проект, волонтери, лица вработени со договор на дело во државната администрација, ќе добијат решение за постојано вработување. Според бројката на трансформирани работни места, здравствениот систем е на прво место. Трансформација на работните места има и во јавното здравство во Вардарскиот регион. Само во Велес, во јавните здравствени установи, 57 лица влегува во оваа мерка, значи ќе добијат, ќе им се направи трансформација на нивниот работен однос, ќе добијат решение на неопределено време, и во Кавадарци 13 луѓе исто така само во здравствениот сектор, значи 7 во болницата и 6 во здравствениот дом добиваат исто така, влегуваат во овој проект, односно добиваат трансформација на нивниот работен однос од определено или на неопределено време. Покрај овие два проекти, невработените до работно место може да дојдат и преку проектите за самовработување, зашто финансиска поддршка за отпочнување на сопствен бизнис се добива од државата.
По постигнатиот договор од лидерите на 4 политички партии се очекува да се стави крај на лошиот период за државата. Премиерот Груевски смета дека граѓаните треба да очекуваат бенефит од фокусот на владата за реализација на економските проекти. По договорот кој е постигнат, 4 најголеми политички партии започнаа со преговори. Она што е значајно е оценката на владеачката партија и сите засегнати инволвирани страни дека со овој договор се стави точка на лошиот период за државата. Во интервју за Нетпрес, премиерот Никола Груевски истакна дека граѓаните треба да очекуваат бенефит од фокусот на владата за реализација на економските проекти. Се враќа притисокот од врвот, кој што се рефлектира по вертикала надолу до целата администрација. И работите ќе добијат онаква динамика како што јас посакувам и како што мислам дека треба да има и како што имаше и до пред појавата на оваа криза. Инаку и за време на кризата се одвиваа проектите, цело време останавме посветени на овие над 2000 проекти кои што ги имаме ветено во нашата програма. Со постигнатиот договор, граѓаните на Македонија на 24 април ќе гласаат на предвремени парламентарни избори. Премиерот Груевски во интервјуто истакна дека очекува победа. Ние имаме програма која што ја реализираме. Имавме и други власти во минатото. Ништо од ова го немаше. Народот памти. Народот следи. Народот расудува. Тоа не значи дека сме идеални, дека немаме одредени грешки, дека немаме слабости, пропусти, дека нешто не можело поинаку, подобро, побрзо, дека некаде сме направили некоја погрешна проценка. За среќа немаме стратешки грешки. Последната анкета на ИРИ покажа дека владеачката партија во однос на опозицијата има двојно поголема предност. По повод завршениот проект за решение на водоснабдувањето во село Караслари, амбасадорката на Германија во Македонија беше во посета на општина Велес. Проектите на германската амбасада се важен инструмент на техничката соработка помеѓу Германија и Македонија, потенцираше таа. Што значи Велес за Македонија во минатото и сега, неговите карактеристики, планот за развој на општината во иднина, како и плановите на Вардарскиот регион. Овие податоци денеска беа представени пред германската амбасадорка во Македонија, Кристина Алтхаузер, која денеска беше во посета на општината и град Велес по повод завршениот проект за обезбедување секундарна пумпа за вода во Караслари. За ова населено место, проектот значеше решение на проблемот со водоснабдувањето. Не овој прв проект што германската амбасада го презентирала пред општина Велес и учествувала, исто така и во специјалното училиште, посебното училиште Мацов Царово, имаат логопедскиот кабинет своја донација, тоа значи дека имаме една добра соработка како општина и јас по овој разговор што го водевме со господјата амбасадор заклучив дека ние понатаму ќе соработуваме. Така наречените мали проекти на германската амбасада представуваат важен инструмент на техничката соработка меѓу Германија и Македонија. Амбасадорката со големо задоволство најави и понатамошна заедничка соработка со општина Велес. Една од причините што сум тука е проектот на германската амбасада за водоснабдувањето во Караслари, заеднички проект со општина Велес, за кој сакам да изразам задоволство што е завршен и водоснабдувањето веќе функционира. Со градоначалникот и неговиот тим имав прилика да разговарам на многу теми, да го запознаам градот и околината, проблемите и предизвиците со кои се соочуваат. Имав прилика да видам зошто Велес е најтранспарентна општина. За проектот германската амбасада донираше средства чиј износ е над 240.000 денари. Во изминативе 15 години, амбасадата на Германија во Македонија има реализирано над 80 вакви проекти. Мобилниот здравствен пункт евидентира зголемен број на превентивни прегледи. Пунктот на отворено работи секој ден од 18:30 до 21:30 часот. Бројката на прегледите кои се вршат укажува дека здравствената превентива е повеќе од потребна. Тоша Алчев почувствувал тегуби па побарал здравствен совет во мобилниот здравствен пункт во Велес. Екипата на итната медицинска помош му измери притисок, превентивно го посоветува и му препорача преглед кај матичниот лекар. Наши резултати висок, големиот висок 170, малиот 180-90, така некако, така да ме препорача одмак кај матичен да идам да кажат и да преземат нешто.
Со терапија и со едно друго, што треба. Дали ќе почитувате препораката? Обавезно за здравјето е одма, не чекаме. Не ни слушам вака други што ќе речат, на пример, земи ва, земи тоа. Идам одма ја на лекар и пред време ги презимам мерките за здравјето. Здравствениот пункт на отворено работи секој ден од 18:30 до 21:30 часот. Бројката на дневни прегледи покажува дека ваквиот начин на здравствена превентива е повеќе од потреба. Веќе дојде околу 30 луѓе, измеривме притисок, меѓу нив имаше и многу со висок притисок. Граѓаните пак за своите здравствени проблеми како виновник го посочуваат топлото време. Препораките како полесно да се надминат горештините добро познати. Малце притисокот ми е покачен, 160 со 100. Тоа е нормално, може и од топлината малце и тежината. И јадењето е проблем, тоа е нормално сега. Малце треба да избегаме од повеќе јадење и така. Па немам ја некои проблеми со жештините, али ги знам тие советите што ги кажуваат на телевизија и од време ги знаеме тие совети. Пиеме течности, пиеме сокови и таква работа. Време му е и терапијата што вика колега си оди. Сите сме по терапија, еве и акција од Министерство на здравство со министерот Тодоров. Убава акција, што ја спроведува, мериме притисак, добар е и така. Поечку течности пиеме, полесна храна. Страшна работа и сабајле и вечер спијам лекови терапија за притисок, за циркулација и пак ми е страв. Многу жешко, како ќе биде понатака не знам. Според синоптичарите, денес и утре Македонија е во жолта алертна фаза. Температурата ќе го надмине 40 Целзиусов степен. Хронично болните задолжително на време да ја земаат препишаната терапија, да се внимава низ храната, да се престојува во климатизирани простории. Ова се само дел од препораките за полесно справување со жештините. Пуштена во употреба возобновената џамија во село Мелница. Џамијата се реновираше и доградуваше во изминативе 4,5 години. Речиси 98% од средствата ги обезбедија самите мештани. Пуштена е во употреба возобновената џамија во село Мелница. Во изминативе 4,5 години се реновираше и доградуваше Мелничката џамија. Дури 98% од средствата, во висина од околу 250.000 евра, ги обезбедија самите мештани, истакна Ердован Етоски од Македонското здружение во Швајцарија Макмел. Буквално, како што ви реков на почетокот, остана само 3 зида, ново минаре, ново малтерисување, ново цртање, нови теписи, од надворешните, нова фасада, нова ограда, буквално комплетно се е ново, само тие 3 стари зида. Џамијата е темелно обновена. Се е обновено и проширено, а мештаните задоволни. Пошто ова ни беше стара џамија, пред 130 и неколку години ја правеле, да речем, предците наши дедовците, а веќе беше за ревониране, ја ревонираме 3 години, 4 како се мачиме. Благодарение имаме странци што работат на привремена работа во Швајцарија и од населението и ваму собравме пари, добри сме, ја направиме убаво како треба. Па јас мислам дека сега овој храм изграден по сите најнови модели, мислам со сите нишани, како што треба да биде по муслиманските канони. Сметам дека за 500 години е решена работата по однос на молење, постење, сите обреди да се обавуваат секојдневни. За нас џамија, ето, национално стае муслиманска, градили сме, била е стара џамија од стари времине и сад сме поправили, дали сме мало пара, сви помало. Тако сме направили и тако желимо да скупимо народ, да се видимо со свите. Поглаварот на исламската верска заедница Реисот Сулејман Реджепи одржа говор пред верниците. Ја и мојата обврска е денеска да ви го честитам ова хајрни работа во име на Исламската заедница на Република Македонија, во име на сите органи и тела и институции во рамките на Исламска заедница во Република Македонија. Оти тука гледате дека имаме муфти
скоро цела република, освен тие што беа неминовно зафатени. На свеченото пуштање во употреба на џамијата присуствуваа представници и муфтиството на Исламската верска заедница. Представници на Исламската верска заедница по повод Бајрам присуствуваа на традиционален прием кај градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Тој порача дека без заеднички соживот, без разлика на религијата и националноста е клучен фактор за успехот на сите. Честитки за големиот муслимански празник Рамазан Бајрам, уште еднаш упати градоначалникот на општина Велес до представниците на Исламската верска заедница и џамискиот одбор во Велес, кои денеска присуствуваа на традиционалниот прием во општината. Независно од религијата и националноста, сите сме граѓани на Велес. Празниците се тука за да не соединат и да ни укажат на добар соживот, толеранција и меѓусебно почитување, порача Чадиев. Велес живее во една хармонија, дека граѓаните го имаат взаемно почитот помеѓу сите конфесии што живеат во Велес и со тоа уште една се потврдува определбата на Република Македонија како повеќе национална држава, како повеќе конфесионална држава, дека нашите загарантирани граѓански права се почитуваат. За представниците на Исламската верска заедница, овој прием пред се е укажана почит, но и унапредување на меѓусебните односи во заедницата. Му се заблагодарувам на градоначалникот што навистина направи почест, не покани овдека, се радбира во чест на Бајрам, повод Бајрам, и се надевам дека понатаму ќе имаме контакти, ќе имаме комуникација и тоа добра комуникација, со работа како што сме имали досега и верувам дека во иднина ќе има. Како што беше потенцирано на средбата, религијата е приватна работа, но живењето е заедничко. 1/5 од жителите на општина Велес се припадници на муслиманската вероисповед. Тие се важна алка во животот и напредокот на градот, истакна градоначалникот Чадиев. За 7 дена 1113 повици за медицински совет на Ало докторе. Изминативе 3 дена нови 2208 потврди за азил. Ова се вестите од Македонија. 1113 повици за една седница за медицински совет. Линијата е достапна секој ден 24 часа, со цел да се овозможи непосредна медицинска консултација во моментот на појава на какви било симптоми на нарушување на здравието. 22 доктори се достапни за медицински совет, а јавувањата се од граѓани од сите градови на Македонија. Јавувањата во последната седмица се со широк спектар на најразлична симптоматологија, најчесто за главоболки, стомачен вирус, покачен крвен притисок и симптомна болка. Поради високите температури, многу често се јавуваат граѓани за совети и препораки поврзани со топлото време, совети за убоди од инсекти, заштита од сонце и совети околу терапијата за хронични болести. ...2208 потврди за поднесување на барање за признавање право на азил во Република Македонија издаде Министерството за внатрешни работи изминативе 3 дена. Врз основа на измените дополнувањето на Законот за азил во периодот од 19 јуни до денеска издадени се потврди на вкупно 16.519 странски државјани. Според државјанството на лицата на кои се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, потоа Авганистан, Ирак, Пакистан, Сомалија, Палестина, Конго, Камерун, додека останатите се во помал број. Признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда побарале 32 од започнувањето на издавањето на потврдите до денеска, при што 23 барања се од државјани на Сирија, 3 барања од државјани од Пакистан, по 2 барања од државјани од Марокко и Алжир и по 1 барање од државјани од Египет и Ирак. Проектот Отворени денови на Фондот за здравствено осигурување на Македонија продолжува да се реализира во текот на целиот летен период. Вратите на сите 30 подрачни служби на фондот ќе бидат отворени за сите заинтересирани осигуреници секој четврток во периодот од 10 до 15 часот. Граѓаните можат да добијат прецизни информации, меѓу кои за поедноставената процедура за пререгистрација на невработените лица, за ортопедските помагала, рефундирање на здравствените услуги и лекови.
Околу 50.000 осигуреници досега покажале интерес и ги посетиле подрачните служби на фондот. Граѓаните задоволни од ефикасноста на службите на фондот, сметајќи дека со овој проект се зголемува нивото на информираност на осигурениците и се овозможува нивно директно учество и реализација на здравствените политики. А од вестите од светот, резолуција за санкциите за Иран, грчките банки кои не работеа цели 3 недели, би требало повторно да бидат отворени. Од денес грчките банки повторно би требало да бидат отворени. Тие не работеа 3 недели и натаму ќе важат лимитите за подигнување пари, а ќе биде спроведена и контрола на капиталот. Владата донесе уредба со која лимитот за подигнување пари во една недела е 420 евра, додека дневниот лимит останува на 60 евра. Прекинот на работата на банките државата може да ја чини 3 милиарди евра, не сметајќи ги неостварените приходи од туризмот. Грција денеска треба да ги представи и првите предлози за модернизација на администрацијата, додека во сила влегува и зголемениот ДДВ од 13 на 23%, што беше еден од условите од кредиторите пред да почнат преговорите за новиот план за економски спас. Резолуција со која ќе се одобри укинување на економските санкции против Иран денес подготвува Советот за безбедност на Обединетите нации. Санкциите беа наменети заради негова нуклеарна програма. Стефан Ѓужарич, портпаролот на Советот за безбедност на Обединетите нации, изјавил дека санкциите ќе бидат укинати откако Меѓународната агенција за атомска енергија ќе потврди дека Техеран ги исполнува своите обврски од спогодбата за негова нуклеарна програма, да го намали збогатувањето на ураниум и резервите од него. Иранскиот финансиски сектор, како и забраната за патување на одредени високи ирански функционери, веќе 9 години се зафатени со одредени санкции. Резолуцијата на Обединетите нации, меѓутоа, нема да се однесува на одделни санкции наметнати од Европската унија, Соединетите Американски држави и другите држави. Одбојкарите и по втор пат го совладаа Израел. 12 медали за нашите пливачи во Словенија. Вестите од домашниот спорт во продолжение. На денешната пресконференција во пресрет на реваншниот преворот од второто квалификацијско коло од Лигата на шампионите помеѓу Вардар и Апоел, тренерот на македонскиот шампион Сергеј Андреев најави дека тие ќе одиграат поразлично од она што беше во првиот меч, гледано од тактичка перспектива. Резултатот 0-0 што го имаме не ни гарантира ништо, бидејќи ако гостите постигнат еден, ние ќе мораме да дадеме минимум 2 гола, рече тој. Исто така, изјави дека не би сакал победникот на двомечот да биде решен преку пенал рулетот. Искусниот одбрамен играч на Вардар Никола Глигоров изјави дека ќе ги чека тежок надпрој дека може да дојде до позитивен резултат. Меѓу фудбалерите не владее еуфорија пред утрешниот дуел. Притисок има, но е позитивен, рече Глигоров, нагласувајќи дека убавината е да се игра пред полн стадион е она што секој фудбалер го посакува. Во меѓувреме, по пристигнувањето во Скопје, екипата на Апоел го одржи единствениот планиран тренинг пред утрешниот надпревар, кој е закажан за во 20 часот на арената Филип II. Македонските одбојкари и втор пат го победија Израел со максимален резултат од 3:0 во сетови. Тие влегоа опуштени во надпреварот откако во првиот меч лесно дојдоа до победа, па малку фалеше првиот сет да биде загубен. Во продолжението избраниците на Жарко Ристовски беа посконцентрирани без многу проблеми ги добија и преостанатите 2 сета. Следниот викенд повторно сме домакини, но овој пат на Данска, која исто така мораме да ја победиме за да ја продолжиме битката за пласма на завршниот турнир што треба да се одржи во Полска. Во нашиот тим најефикасен играч беше Јовица Симовски со 12 поени. Младата кошаркарска репрезентација на Македонија го освои 7-то место на Европското првенство дивизија Б што се одржа во Унгарија. Тие во надпрва за 7-то место беа подобри од Луксембург со резултат 86-75. Најистакнати поединци во надпреварот беа капитенот Магдевски и центарот Младеновски, кои постигнаа 22, односно 23 поени. По неколкуте победи на отварањето на првенството следуваа 3 порази во серија за нашиот тим, со што ги загубивме сите шанси за пробив во поквалитетната А дивизија.
Игор Стефановски Идже, најдобриот македонски автомобилист во трката одржана во Словачка во драматична завршница, успеа да заврши на првото место и со тоа да ја запише 6-та победа од 8-те трки во сезоната. Идже постави нов рекорд на патеката до општински Копец со време 5 минути 57 секунди и 394.000 тинки и беше за само 2 десетинки побрз од домашниот надпреварувач Мајерчак. Тој сега има 50 бодови предност во генералниот пласман пред второпласираниот Лос. На меѓународното надпреварување кое се одржа во Словенија изминатиот викенд, македонските пливачи освоија 12 медали. Најуспешен наш надпреварувач беше Стефан Цветковски, кој успеа да се закити со 2 златни медали во дисциплините 100 и 200 метри слободно, но и со 1 сребрен и бронзен медал. Марко Бејатовиќ, Љупчо Ангеловски и Андреј Стојановски беа останати надпреварувачи од Македонија кои освоија сребрени, односно бронзени медали. Со учеството на митингот во Словенија, пливачите ја завршија сезоната и ќе одат на заслужен едномесечен одмор. Одбојкарите на Франција подобри од Србија во Светската лига, Мексико по продолжение, а Панама после пеналите во полуфинале. Одбојкарите на Франција се победници во Светската лига. Со целосна доминација од почетокот до крајот на финалниот надпревар во Рио, тие ја победија селекцијата на Србија со максимален резултат од 3:0 во сетови. Ова е прв златен медал за одбојкарите на Франција во ова надпреварување и ново разочарување за србите во финалните надпревари. Во борбата за бронзен медал во Светската лига, Соединетите Американски држави ја совладаа Полска исто така со резултат од 3:0. Со надпреварите кои беа одиграни изминатата ноќ, познати се полуфиналистите на Голд Купот. Репрезентацијата на Мексико се избори за пласман во следната фаза од надпреварувањето, откако во продолженијата ја совлада екипата на Коста Рика со голот на Квардадо, додека Панама беше подобра по изведувањето на пеналите против Тринидад и Тобаго. Останатите две репрезентации во полуфиналето се домаќинот САД и Јамајка, кои многу полесно дојдоа до победи со своите противници. Полуфиналните двојки се САД Јамајка и Панама Мексико. Сончево и топло време имавме денес, а таквото време и високите температури ќе се задржат и во наредните денови. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза. Ви благодарам што бевте со нас, почитувани. Останете и понатаму со нашата програма. Пријатно.